За жал, у суштина, често болеста е таа која што нас ке не натера да се менуваме. Една приказка која што се случи, прво беше болеста, значи на татко ми тешка болест, за среќа они ден денеска, значи е жив. После тоа дојдоа моите, значи, проблеми, за среќа јас денеска сум тука. И во еден разговор со професорот Васко Василевски по гастроентерологија, барав од него совет преди тумор маркерите на татко ми кои после операција рапидно растеа. И еден од неговите совети, мимо, значи, сите останати од негов стручен аспект, беа треба да го префрлите човекот на здрава исхрана. Се учевме на нашите сопствени грешки. Че знаеш и ништо да не се роди. Меѓутоа, од една страна, она дека знам дека и го враќам, животот на една земја е многу голема работа. Од друга страна, знам дека да има и кило, значи родено од нешто, дека јас тоа што ќе го изедам е нешто здраво. Да. Така да, значи, она е што мене ме води. А од друга страна, она дека престојувам у природа, дека таму, значи, ги слушам птиците. Суштина, успев да го постигнам својот мир, да ја најдам, значи, да ја подигнам својата самодоверба, да го најдам спокојот и да ја најдам слободата. Здраво! Јас сум Катерина Илиовска, едната половина на Yes for Less, која ќе го води овој подкаст. Откако започнавме со нашата идеја, пред околу 3 години, ја оформивме нашата екозаедница и мрежа на 40 зелени бизниси, запознавме многу луѓе кои секојдневно не мотивираат со она што го прават. Темите поврзани со заштита на животната средина најчесто се прикажани како црни, темни и кај многумина од нас предизвикуваат анксиозност и страв. Со овој подкаст сакаме да ви ги доближиме токму оние спротивните, инспиративни приказни на личности кои нашле свој уникатен начин да дадат придонес за одржливиот развој во нашата земја. Неизмерно сме благодарни на нашиот главен спонзор Прокредит банка, кој прв го препозна потенцијалот во овој проект и потребата да се зборува повеќе на овие теми. Заедно со нашите други поддржувачи, Саниленс и Пакомак, тие директно придонесуваат за подигнување на еколошката свест кај нас, како и за поттикнување и развој на зелената економија во нашата држава. Кликнете subscribe на нашиот канал за да сте во тек со наредните епизоди. Дали твојата банка го гледа светот на ист начин како и ти? На мојата банка и е важна природата, а и мене исто така. Сака и сонце. Многу сонце. За мојата банка секој почеток е важен. Заедно одиме напред. Веруваме дека тоа што го правиме сега треба да биде добро и за иднината. И наместо да трошиме веднаш и повеќе, да планираме мудро и долгорочно. Со мојата банка 20 години го гледаме светот на ист начин. Прокредит банка. Пример за одговорност. Пред 2 години имав прилика да се запознам со 2 инспиративни жени, кои што ги откривме преку нивниот бренд за екокозметика. Не само што имаат бренд за екокозметика, туку овие 2 жени купиле плац во селото Старо Нагоричане, каде што почнале да одгледуваат храна на природен начин, без пестициди и инсектициди, како тоа што го правеле нашите предци. За овие 2 инспиративни приказни ќе ни раскаже денес Јана, која ни е на гости. Јана, здраво! Здраво, ја многу ви благодарам на поканата и навистина сум среќна што ќе можам едноставно да ја раскажам приказката како почнува игнеја и што денес представува таа. Да, јас кога се запознав со вас, односно прво нели ве откривме на Инстаграм како бренд за екокозметика. Потоа вие ни пишавте порака дека нели сте купиле плат, сакате да правите екосело од Старо Нагоричане и нас септен не заинтересира приказната и веќе јас во наредното доаѓање во Македонија решив со тогашниот член на Yes for Less Марко да дојдеме да посетиме и ти и Фросина ни ја раскажавте цела ваша приказна, ни ја покажавте бавчата, градината, плацот, не знам како и да си го викате и јас бев толку инспирирана што нели зборувавме да направиме блог пост на социјални медиуми, меѓутоа јас
не знаев како да ја срочам таа приказна во нешто толку кратко како, знаеш, една објава или две, дури и 3 објави на социјални медиуми и го чекав овој момент, знаев дека некогаш ќе дојде вака во некој подолг формат да се расприкажеме за вашата идеја, така што премило ми е што денес си тука и ќе имаш 1 сат да си ја раскажеш приказната. Знам дека не е лесно, дури некош кога и ја треба да кажам што е тоа игнеа, дури и мене ми доаѓа чудно, затоа што навидом тоа представува 2 посебни проекта. Во суштина, значи, кога ќе ги споиме Игнеа Еко Арама Козметик и Игнеа Гринфилд, всушност тоа представува само еден исти проект, затоа што и двата се грижат за човек, за убавината. Убавината на душата, на телото и физичката убавина. Еден твој животен настан те натера да ги иницираш овие 2 проекти. Ти по професија си фармацевт, така што претпоставам дека луѓето не биле изненадени што си започнала твој козметички бренд. Меѓутоа ми кажа дека претходно си немал никакво искуство во земјоделие и одгледување на храна, а започна твоја пермакултурна градина. Па ајде раскажи ми како еден фармацевт дојде до тоа да биде собственик на свој козметички бренд и пермакултурна градина. Значи, точно, јас сум фармацевт, специјалист по фитотерапија, денеска докторант по козметологија. За жал, у суштина, често болеста е таа која што нас ќе не натера да се менуваме. Една приказка која што се случи, прво беше болеста, значи на татко ми, тешка болест, за среќа он и денеска, значи е жив. После тоа дојдоа моите, значи, проблеми, за среќа јас денеска сум тука. И во еден разговор со професорот Васко Василевски по гастроентерологија, барав од него совет ради тумор маркерите на татко ми кои после операција рапидно растеа. И еден од неговите совети, мимо, значи, сите останати од негов стручен аспект, беа треба да го префрлите човекот на здрава исхрана. Всушност, значи, исхрана овоќе зеленчук кое што ќе биде по можност не прскано. Ја излегов од неговата ординација со една онака приказка, професоре, па тоа е многу лесно. Лесно, да. И на крајот се соочив со најтешката работа, значи, да пробам со месеци, да не кажам со години, да најдам човек кој што у суштина без ѓубрива, без прскање би одгледувал овој зеленчук. Такво нешто не се случи, и така да јас решив тоа да го направам сама. Јас ги памтам и твоите зборови кога се видовме, што всушност ви кажал докторот. Рекол, ако најдете таква храна, јавете ми се затоа што јас не знам дека постои. Претпоставам има луѓе што ете во својата градина во селата одгледуваат нешто во сопствена павча, меѓутоа сето она што е на поголемо и масовно ниво се прска. Да, затоа што, така беа неговите зборови, ако го најдеш, јави ми, ја ќе купувам од него. Ја не го најдов, значи до ден денеска, затоа јас, значи, самата произведувам. Се прска, се ѓубри, затоа што кога почнавме да правиме нашата пермакултурна градина, навистина морам да кажам дека луѓето од Старо на Горичани ни помагаа. Меѓутоа, кога ние го поставивме сето тоа како треба, значи, да изгледа, се појави еден од луѓето таму со една вреќа, значи, ѓубрива, вештачко, и ние му викаме, што ќе правиме сега? Ми вика, па нема, вика, сега, ако сакате нешто да ви роди, мора да го наѓубриме земјата. И пред да навлеземе во деталите на пермакултура, сакав и да те прашам што е тоа пермакултура. Дали само може да ми кажеш кој од проектите излезе прв? Дали постои Игнеа Козметикс и пермакултурната градина? Каква е поврзаноста меѓу овие 2 проекти? Така, кога јас веќе, значи, обезбедив, да кажам, здрава храна, што се однесува до мене, до фамилијата, значи, до другиот дел, до Фроси, кој за жал денеска не е веќе дел од Игнеа, решив дека мене ми треба нешто, значи, здраво, кој ќе си го аплицирам на својата кожа. Денеска знам дека сите знаат дека она што го нанесуваме на кожата како еден од најголемите органи, всушност се абсорбира внатре. Меѓутоа, не само што се абсорбира, значи постојат механизми со кои ние можеме тоа да го детектираме во крвта. Па излегува не само дека треба да внимаваме што јадеме, него дека треба да внимаваме и што всушност нанесуваме на својата кожа. Нели обично
било што крема да ставиш или не знам, лабело си викаш леле чекај да не ми влезе во уста, Така. ама не сме свесни дека кожата е орган, се што нанесуваме продира Ние подлабоко. значи имаме у фармацијата фармацевтски облици кои ги аплицираме на кожата, а всушност постигнуваме системски ефект, да кажеме хормоните. Значи да кажеме лековите за болка да ги кажам, нели кои што за жалка и канцер пациентите, значи се аплицираат, многу голем дел од нив се форми кои што се стават во облик на фластери на кожата. Значи ако тоа се абсорбира и се останато што ние нанесуваме на самата кожа. Така да ја морав да го заокружам тој некој концепт, да имам здрава храна, да имам што да нанесувам на својата кожа и морав значи да направам и здрав мајндсет. Инаку без тоа значи не оди. Така да во еден период тоа кога се развиваше она екоградина, нормално, пошто две жени останавме без финансии, тоа е многу тешко, мораме, значи секојдневно таму доаѓаат луѓе кои што и ден денес одат, и ден денес значи работат на таа градина. Вие прво го купивте плацот или го имавте од порано? Не го купивме плацот. Значи го купивме. Меѓутоа беше без ништо. Беше нива на кој што беше уништена од пестициди. Малтене на неа во еден период раснеа само трња. Затоа што тоа беше единственото нешто кое може да расне може на таа да порасне на испостена таа земја. Да, на таа испостена земја. Денеска веќе можам да кажам дека таму имаме хумусна земја, има дрвја, има значи растат секакви култури, едноставно и од овошките и од зеленчукот. Како вие почнавте да навлегувате во концептот на пермакултура, односно дали може да ни објасниш што е пермакултура, каков е тој начин на одгледување на овошје и зеленчук и други растенија? Така, прво јас сум лаик и морам да се оградам, значи од сето она што ќе го кажам, пошто ја имам учено од книги и читано, значи книги, Тоа е супер за почеток. консултации со луѓе кои веќе одгледуваат овошје и зеленчук на еден таков принцип. У суштина пермакултурата представува треба значи да се постигне она само одржливо семејство да го кажам, каде што у суштина значи имате дел од овошна градина, да кажеме она шума на храната треба да се постигне значи дел каде што ќе се одгледуваат зеленчукот. Меѓутоа, значи таму обавезно мора да има и некое езерце или некоја водна површина. У суштина целта е да се направи една микроклима која ќе го емитира природата. Значи таму немате ништо кое што немате гола земја. Прво у пермакултурата гола земја не постои, се малчира. Дали ќе биде од тревата која што е искосена, дали ќе биде значи од слама, значи дали ќе биде сено, што и да е, у суштина земјата е покриена. И така да тука немате значи она гола земја, тука доаѓаат во предвид и животните. Прво што направив, донесов шатки, морам да кажам, кој што секој си ја врши својата улога, значи таму. Да, јас од она што имам читано, немам читано многу, иако еве во Шпанија е многу популарно, кога скролам на Инстаграм, цело време ми излагаат реклами за курсеви за пермакултура, така што на светско ниво на вистина ова станува еден популарен начин за одгледување на култури по природен пат, и од тоа што го имам читано е дека ова е еден начин на дизајнирање на целиот тој простор, каде луѓето и другите организми живеат во хармонија. Значи едно храни друго и нели така се балансира се. Си помагаат едни на други во суштина. И така е, тоа е всушност она што се случува и во природните екосистеми. Ние тоа што правиме сега со традиционалното земјоделство, го менуваме просторот за да постигнеме нешто, меѓутоа такви услови во природата не се среќаваат. Ти нема да најдеш во природата поле цело пченки, ќе има и пченки, и дрва, и нешто трето. Така, и тоа не е случајно. Затоа што уствари и самите растенија си помагаат едни на други. Затоа, например, покрај нашава градина обавезно има рози насадено, затоа што розата ќе ги привлече вошките. Да. Ќе дое бубамарата. Да, јас знам, извини што ќе те прекинам, баба ми и дедо ми има бавча, садеа, батлижани, пиперки, кроми, тие основните
работи, баба ми секогаш имаше посадено цвеќиња невен измеѓу расадите и не знам јас кога сум била мала, некако ми било као окей, градина, домати, цвеќиња, се тоа иде заедно, меѓутоа после кога дознав за пермакултура, прочитав дека всушност невенот испушта некој мирис што ги привлекува бубачките што ги напаѓаат доматите. И наместо да ги прскаш доматите, го имаш невенот, им да ти ја разубавува градината, да ти помогне во таа задача. Така е, и не само невенот, еве кога ги спомнавме доматите, тука исто се сади еден драголјуб, така го викаат старите цвеќето, не можам да кажам, значи латински како се вика. Тука доаѓа и босилекот и секој има своја улога. Ако едниот делува како инсектицид, другиот значи испушта хормони, да ги кажам, за раст, кои што ќе потенцираат значи нормален раст и развој, да кажеме, на едно растение. Така да кажеме, еве морковот и лукот се садат исто така заедно, затоа што едниот ја стопира морковот, ја стопира таа лукова, не знам како се вика, бубачка, да, и обратно, у суштина, лукот му помага на морковот да не го напаѓаат значи инсектите. Исто и со дрвјата. Ако ние имаме еден исти насад, да кажеме, од сливи, ако дојде некоја болест, значи го напаѓа целиот насад. Затоа тука значи ние ги садевме слива, па кајсија, па праска, значи се у суштина навидум хаотично измешано, а у суштина внатре си има своја хармонија. Улога. Во таков еден екосистем, кои се битните точки, односно it's a must, како што мора да има во една таква нива, да речеме бавча, за системот да се регулира самиот себе си? Значи, како што кажав, мора да има прво некоја водна површина. Дали тоа ќе биде, значи, езерце, не знам, значи, како и да ја формулирате, дали ќе биде природно екоезеро, дали ќе биде, значи, базен чисто едноставно, мора да има водна површина, затоа што е многу битно испарувањето и на самата вода. Понатаму се одгледува на гредици, така ние ги викаме, значи гредици за одгледување на растенијата, и тоа е едно слоевито редење и се има некоја своја улога, да кажеме. Не се како сакси, јас мислам ги видов тогаш. Да, како кутија, ама тоа се огромни кутии, не може да кажеме тоа е земја од нивата која што беше, која ние само ја оградивме за да тоа бидат нашите гредици. И всушност прво што се прави, нема тукаорање, нема тука копање, значи у тој дел, него се прави само едно прозрачување на земјата. Внатре прво се ставаат гранки, поготово со трње, за да се ослободите од кртиците колку можете, меѓутоа морам да кажам, ја обожаваат нашата градина, пошто е едноставно непрскана. После тоа, значи, ставате ред слама, ставате картон, значи, ставате земја нормално и на крајот, значи, се малчира со голем слој на слама. Што значи малчирање? Малчирање е покривање на земјата. Значи, кажа, веќе може да искористите сламата, може да го искористите сеното, можете да искористите од косената трева, значи од околината, ситни мали ливчиња, гранчиња, од јагоди, значи се што ќе го најдете зелено кое што останува на вашата површина, можете да го искористите за малчирање. Каква улога има малчирањето? Значи, првин, малчирањето ја загрева земјата, значи држи топлина на билките, меѓутоа, од друга страна, значи, ги штеди ресурсите на човекот. Човекот како ресурс го штеди неговата работа, затоа што не мора да копате. Првин тој малч едноставно, значи, се обработува, доаѓаат, поентата уствари во пермакултурата да се врати животот во земјата. Значи, дали тоа ќе бидат габи, бактерии, вируси, се си има своја некоја улога. Мислам дека не сме ни свесни колкав е тој свет што постои во земјата. Само затоа што ние не го гледаме, не значи дека не постои. Сега немам некоја бројка во глава, меѓутоа имам читано дека голем број од живите организми всушност постојат во земјата. И пример, честа појава кај нас, земјоделците, нели, се косе нивата и после го палат сето тоа, а не се свесни дека ги уништуваат со тоа и организмите кои потоа треба да ја дадат живот на земјата и затоа потоа треба ѓубриво, затоа што нема ништо живо во таа земја. Нема хранливи материи, затоа што тие, значи, микроорганизми во суштина ги го разградуваат, значи малчот го разградуваат и од него во суштина они прават хумус на земја. И ако вие го немате живиот свет, нормално е дека вие немате хумус, немате хранливи материи.
и затоа мора да ги дохранувате вашите растенија. Така да тоа е улогата на малчот и уште една работа ја штеди водата. Затоа што вие во суштина не мора толку често и во толкава количина да ја наводенувате земјата, затоа што влагата се одржува внатре. Така да јас и дрвјата ги имам така направено со огромна количина, значи на слама околу и за да не мора толку често, Кај значи да ги стеблото... околу стеблото и тоа значи Ма по тие си некој држат, всушност тие што немаат доволно лисија за да си држат собствена сенка, така? Да, немаат, пошто се уште млади дрвца, Мгм. ние ги садевме пред 2-3 години и тоа за време на ковид, морам да кажам, организиравме една селска журка каде што дојда можеби 200 луѓе, не можам значи точно да кажам, и тоа од еден кој што нема малтене што да јаде у денот, до оној кој што има и милиони, едноставно сите седеа заедно на бала слама и немаше разлика значи меѓу луѓето. Едноставно она порака која сакавме да ја пренесеме дека сите сме исти под оваа небо и дека сите Дека имаме на сите право. ни треба тоа што го дава Да, природата. сите имаме право и на почва, и на вода, и на воздух, и на сонце, значи едноставно пораката се принесе тој ден. Денес. Кажи ми уште неколку практични примери, затоа што јас ги знам, тогаш ми ги кажавте. Пример, ви се појавиле полџави на нивата. Нели, најбрзиот начин е да испрскаш и да изумрат тие полџави или било какви други инсекти. Кои други примери ги знаеш или ги имате како успешни примери што сте ги спровеле за отстранување на инсектите или едноставно нивно бркање? Така, на прво, нивата? значи, кога се прашање полжавите, ние донесовме пиво. Ги направивме една пијаните журка. полџавите? Ама полжавите си се навикнале на пивото, значи добро им дојде. Така да на крајот решението после стававме пепел. Значи се што спиевме да слушнеме, значи да искомуницираме со луѓе од Балканот кои што го имаат истиот проблем, се пробавме и на крајот ги донесовме шатките и шатките го решија проблемот. И веќе Шатките се полжави, хранат со полџави. да, шатките се хранат со полжави, така да ние го решивме проблемот. Од друга страна, значи, правиме кучички кои што се за инсекти, се со цел да може барем бубамарите кои што се многу значи корисни, да можат значи да ги има у што поголем број. Затоа е многу битно да не се прска, затоа што вие кога ќе напрскате бубамарата на пример ги јаде вошките, тие лисните вошки. Ако ги уништите бубамарите, значи вошките едноставно ќе имат поле за поголемо развивање. Друго што сакам да кажам е кокошки, после тоа донесовме, не ради друго, прво да може да ни ја ѓубрат земјата, а друго кога ќе ги пуштат во есен, откако се значи ќе се собери, ќе се заврши со тоа градинарење, они целата таа земја ќе си ја прокопаат, ќе се исколваат и така да ние на тој начин се ги штедиме ресурсите, макар што имаме нели еко јајце. Да. Друго, значи, стално прашува дали прскаме, да прскаме, меѓутоа прскаме со неем, да кажеме масло од неем, Да. него многу го користам. Да, јас баш маслото од ним го не знам како се вика на македонски, Не знам, неем ли е, ним ли е, значи. Neem oil на англиски. Дома растенија што имам, исто ми фатија некои вошки и особено затоа што не ќе да испрскам со пестицид или инсектицид дома, затоа што јас на крај ќе ги дишам тие токсични материи и со наједноставно пребарување на Google најдов на ова масло и нели се прави еден раствор од вода, имаше некој како се вика каустичен сапун. Домашен сапун е тоа во Да, и суштина. ним масло и само се прска и јас се измачив лимоново дрво прскав, меѓутоа ете без никакви инсектициди, пестициди, успеав да си го исчистам лимоновото дрво кое беше полно, нака имаше јајца од тие вошките. Да, како и веќе да е, не знам, значи од тој живеот цвети од тие инсектите, значи стално се смеам. Час го имам у лабораторијата, па ќе го ставам у козметика, час ќе го земам и ќе го однесам на нива за да може значи да се спаси оние не знам смрди буби или какви смрдливки како веќе ги вика народот. Значи оваа година успеавме да ги спасиме патлиџаните всушност користејќи го маслото од неем како и да е, одличен за компирова златица и тоа значи сме откриле. Така да одличен и за вошките кои што не ги фаќаат дрвјата.
еве, значи еден апел до сите, значи кои што го имаат тој проблем дека тоа може да го направат и не мора да чекаат у суштина за да се развијат, него едноставно како превенција е многу добро да тоа се направи. Да, исто јас го имам прочитано дека не треба се чека до моментот кај што веќе културите се заразени. Да, Во иако и голем тука степен. помага. Да, меѓутоа после потешко е да се отстранат, мислам по долго трајне Почесто процесот. треба тоа да го работите. Значи, ако веќе они, така ни се случи оваа година и со смрдливките и со таа компирова златица, мораше секој ден да се прска, па правевме 2-3 дена пауза, па пак, значи, повторно и тоа некаде околу 2 недели. А вака нема потреба, значи едноставно кога и да ви текне на недела 2, можете да си го поминете растението и они едноставно не го сакаат тој мирис и не може да ги јадат листовите. Да. Дали има нешто, некој инсект со кој не сте успеале да се справите со вакви природни средства? Инсект нема, ама си живееме заедно со овие кртиците и со ова слепото кутре. Значи пробавме се. Прв пат се појави под една јаболкница, дури тоа е една стара дива јаболкница која раѓа преубави јаболка, расне во облик на грмушка, тоа не сум знаела, прв пат кај мене у Старона Горичина го видов. И тука се појави и ни кажа дека треба му ставиме цимет, па му ставивме цимет. Па после ни кажа дека треба му ставиме мучко јајце, ние не знаевме што е тоа мучко јајце, значи и тоа научив, па му ставивме јајце. И на крајот се сврте ви кажава, има ли некој да даде брашно, па барем да добиеме штрудло со јаболки и цимет. Пошто, значи, не се справивме оваа година 3 или 4 пати го садеа празот, ја им кажав стоп, нема садење веќе, ни на праз, ни на лук, ни на кромица, значи одиме оваа година без тоа, чисто за да не заборават, затоа што мислам дека сите од околината си имаат соберено кај нас, поради тоа што и они знаат што е тоа непрскана екохрана. И тие се организми како нас, секако дека, не знам сега, не се разбирам, ама сигурно имаат начин да осеќаат, нели, што ги храни повеќе од она што не ги храни. Да, имаме уште еден во близина, пријател на мојот маш кој што си има таму викендица, вика и кај мене се, ама и он не прска ништо, суштина. Значи да, ја таму кај што е убаво. Журките се на нашите две места. Од каде се едуцираш ти на овие теми? Мислам, од ова што ми го кажуваш, изгледа дека ова е ептен trial and error проект, значи мора да си трпелив и да пробуваш многу работи, дури да видиш што успева и нели да не очекуваш резултати преку ноќ што се постигнуваат со сите тие хемиски средства кои се користат, значи ни даваат брз резултат, меѓутоа не сме свесни после за последиците кои ги оставаат. Како ти се едуцираш на овие теми? Значи прво кажа веќе доста книги, значи изчитавме, прочитавме ден денес, значи што ќе начекам кога во прашање пермакултурата, значи го купувам, го читам, меѓутоа и се консултирам многу со овие балкански групи, каде што луѓето одгледуваат на таков принцип храна. Во Македонија дали има уште некој што одгледува мислам храна на дека ваков начин? Во Охрид Сезар фарм, мислам дека се вика, Да, го знаеме значи Сезар. да, он е тој кој што исто така одгледува. Предпоставувам дека и сигурно многу луѓе нели во својата бавча како баба ми и дедо ми така одгледуваат, меѓутоа можеби не се свесни за целосниот потенцијал на овој начин, него имаат некое знаење од станато и од нивните предци, па знаат еве ова функционира кога ќе го ставиш, нели кога ќе посадиш невен покрај домати, меѓутоа не знаат дека има такви решенија за нели за други култури, па дел прскаат, дел не прскаат. Да, старите луѓе у суштина имале многу големи знаења, меѓутоа за жал ние новите генерации тие сме ги изгубиле. Сега кога кажавте на затрпеливоста, и на почетокот тоа ми беше интересно кога кажавте како еден фармацевт, на никога не му беше чудно што правам козметика, меѓутоа ми беше многу чудно. Од каде сега ти земјоделец ке стануваш? Еден урбан тип у суштина се најде на нива и си сади патлиџани и пиперки и краставици и така, значи работи. Едноставно еве за трпеливоста која кажавте, значи се учевме на нашите сопствени грешки. Значи знаеш и ништо да не се роди,
Меѓутоа, од една страна, она дека знам дека и го враќам животот на една земја е многу голема работа. Од друга страна, знам дека да има и кило, значи родено од нешто, дека јас тоа што ќе го изедам е нешто здраво. Да. Така да, значи, она е што мене ме води. А од друга страна, она дека престојувам у природа, дека таму, значи, ги слушам птиците. Во суштина, успев да го постигнам својот мир, да ја најдам, значи, да ја подигнам својата самодоверба, да го најдам спокојот и да ја најдам слободата. И затоа и на почетокот кажав, значи, ако не се направи она што го викаат холистички пристап, да се постигне здраво тело, здрава душа и здрав дух, всушност, Се е тоа поврзано. се е тоа поврзано. Не може да дојде до никакво исцеление, на нито една состојба. Токму така. И тоа е тоа што мене ми е двигател. Јас сум многу благодарна на тоа едно парче земја, каде што престојувајќи таму, всушност, значи, јас Ти се врати животот и во да, теоретски, во практична, во буквална смисла. во секаква смисла мене ми се врати всушност животот. Да. Еве си мислам како ти знаеше и знаеш се уште дека состојбата на тоа парче земја што го имаш и одгледуваш е подобрена, затоа што нели сега спомнавме дека не можеме да ги видиме тие инсекти, нели може да извршиш хемиска анализа, меѓутоа претпоставам не го правиш тоа. Кои се тие некои индикатори што еве без технички анализи може да ги забележиш и да видиш дека моево парче земја е подобро него она на соседот. Значи, кога отидовме ние на таа земја, беше малте бела. Сега веќе не имаме и tekako голем, дебел слој, кој што е црна хумусна земја. И тоа знаеме дека некојаш кога јас можам со едно, не знам како се вика, тоа пропелерче да извртам земјава, што јас тоа не сум можела, значи дека земјата дефинитивно е веќе станата мека, ровка. Гледаме по тоа какви култури, значи, се раѓаат сега, каков е изгледот, значи, на тие плодови кои што всушност ќе ги добиеме, каква е, значи, големината. Гледаме по тоа што, например, веќе ако некаде не ги тргаме ни гранчињата од дрвјата, дали ќе бидат скршени, дали ете ќе ги искројат, ќе ги исечат, значи ги оставаме на лице место за да може да скапуваат. Ако на почетокот стоеа со години, веќе гледаме дека сега веќе почнува тоа, значи, да се разградува, што укажува на тоа дека веќе микроорганизмите ги има тука и дека си ја вршат својата функција, својата работа. Печурките се наоѓаат, значи, на секаде, што значи дека у суштина Значи тоа сам има природни индикатори, да, кои покажуваат. Што сигурно се многу во голем број, ако почнеш да читаш, ќе може да забележиш и многу работи што се знак дека оваа земја е квалитетна. Пирот исто така се јавува само на неквалитетна земја. И таму расне, значи, она е најголема грешка на земјоделците што во суштина се трудат да го отстранат пирот, инаку он сам ќе се отиде и веќе си има отидено од неколку места, затоа што таму веќе во потполност е вратен животот на земјата, таа е толку ровка и он нема потреба зошто таму, значи, да расне. Он расне на тврди земји, малтене, он игра улога на природен орач заедно со овие кртиците што преска ги спомнав и слепите кутриња кои и такако ни помагаат. Сега тоа што му го јаде, малку ќе му насадиме другото. А како игра улога на природен орач? Затоа што и самиот пир, у суштина, ја ора земјата, значи он така се размножува. Корењата ги пушта, значи тие, не знам, ризоми како веќе му се викаат, значи ги пушта на сите можни страни и он се подебел и подебел додека земјата е по-неквалитетна. Како она станува се поровка и поровка, вие... Значи немаш ни потреба да го отстраниш затоа што не е во количина што е загрижувачка. Да, и ние у суштина пирот расне денеска помеѓу патлиџаниве кајно. Ама не им штети, значи не им ја зима толку храната затоа што он е сега во далеку помала количина неголи кога ние дојдовме на таа земја. Во странство еве од тоа што имам забележано, пермакултурата многу се спомнува и затоа е популарна како еден начин на одгледување на храна кој може да се справи, односно да помогне со оглед на последиците од климатските промени. Дали ти имаш некакви сознанија за како пермакултурата може да помогне во адаптирање на земјоделските култури, нели да продолжат да раѓаат, бидејќи веќе
и во странство и тука секое лето забележуваме, еве јас лето бев во село од каде што е татко ми, слушам од соседите, мислам од кај што е татко ми од Демирхисарско се сади многу тутун и викаат пример не падна дожд и родот е многу помал, само затоа што ете за растење тутун требало да падне барем еден силен дожд таа сезона и ако не падне веќе се намалува целиот род за таа сезона. Па како пермакултурата може да помогне во справување со климатските промени? Така, првично, значи, кога ќе земеме во пролет, да кажеме, кога се садат тие култури, прво ја загрева земјата. Така да ја загрева затоа што ствари малчот е тука. Покрај тоа што веќе се обновува нели земјата, се покрива земјата. И има како еден начин, еден вид на изолација. Да, слој кој што држи топлина. Сега веќе кога ќе дојдеме, пошто водата ја губиме дефинитивно, она се повлекува во натришните слоеви од земјата и баш кај што нели немаме ни доволна количина нели на врнежи, од една страна тоа некој езерце прави една микроклима, значи ствара некоја влага во воздухот, меѓутоа малчот ја држи водата внатре во самата земја. Да. И така да тие растенија ретко кога остануваат, значи ние ги залеваме, тоа дефинитивно, меѓутоа далеку помала количина на вода трошиме и нормално човечки ресурси за да некој мора да оди таму и тоа да го наваденува. Така да значи, може сламата во зима, односно во поладните периоди ја држи топлината, а во лето ја заштитува земјата од сончевите зраци, нели да го исушат тој слој и кога ќе навадиш не испарува, туку се задржува количината на вода. Во самата земја. Ова конкретно, еве сега пак Шпанија, нонстоп ја спомнувам, бидејќи живеам таму, ги следам ситуациите, моментално има суша, иако е февруари, во Каталонија, што е регионот, резервите на вода, што се нели вештачките езера, се на 15%. И мислам дека за тоа пермакултурата таму станува се попопуларна, затоа што едноставно снемува вода и храна мора да продолжиме да јадеме и мора да се најдат начини на адаптација да продолжиме да произведуваме храна, меѓутоа со помалку вода и со зачувување на сите ресурси. Баш кај што ќе вратиме животот, многу побрзо животот на земјата ќе на почвата, значи ќе го вратиме и дај Боже дека некој од идните генерации, значи сепак ќе им оставиме нешто после нас всушност. Да. Каква беше реакцијата на соседите за вашиот начин на одгледување на култури? Јас бев на вашата нива и видов дека тоа е буквално измеѓу многу други ниви. Мислам, нема нели таму куќи, градби. Што рекоа, сигурно ве сметаа за луди. Се уште не, веќе се навикна, тоа дефинитивно. Меѓутоа, онака буквално оде и се крсте, значи ние сме најпопуларните луѓе во тоа село, значи дефинитивно. Атракција. Како да станеш атракција во македонско село. Да. Не постои некој кој што не ме знае да не ме видел, значи оно суштина мене ме познава. Еден период вика дека ради толку учење нешто ми има у глава, меѓутоа знам дека се крсте и се вика ова е немогуче, вика што име овие дојде од град, вика и тука вака, вика садат. Меѓутоа кога се родија првите ротквици, првите јагоди, а никој нема ни ротквици ни јагоди, значи јас ги собрав, како еден и тоа беа огромни, ги собрав во еден букет и отидов, значи кај човекот кој што ни е лидер по селото и му кажам да ми направи кафе и му ги поклонив. И реакцијата му беше падна онесос. Куде ги купи? Викам прво, не ги купи. Него викам, оди кај мене, викам, да видиш како е. Беше и чера. Све си, вика, ставила, вика, у хумусну земју. Затоа ја родило. И викам, да, па тоа е поентото, да ја направиме земјата хумусна, за да може уствари да роди. Значи, видеа и они дека функционира. Дека функционира. Дали сте забележале некакви промени кај нив, дали се отворени за промена или си го тераат на своето како што се научени? Го тераат у глобала, меѓутоа знаат да дојдат и да кажат дека прскале со се живо и диво и дека не успеало. Така имаше еден случај, мислам, не знам ни од каде ни мене ми дојде, вика тихе со што да го, не знам што треба да одам да купам, не знам што им се случило на кокошките.
Ја викам, а што им се случи таму, не знам, некои инсекти, вака, така, ја викам, со што можам да ги уништам се, ја вака си размислувам, веќе како фармацевт. Да. И отидов и му викам, знаеш што? Еве ти викам раствор, прво викам напрскај се со сода бикарбона, му викам. И после тоа викам, нека поминат неколку дена, викам напрскај се разреден оцет. И он вака мене бледо ме Со гледаше. разредено. И му викам, ако не успееме, викам, твојот препарат, викам, ке игра тука, викам, што да правиме? И ме раскажа на цело село, така да ден денес кој ни доаѓа да прашат, а со што ги прскавте кокошките. Значи сепак ете има Сепак. некои проблеми дури и со хемија што не може да се решат. Да, И на крај нели го превртуваме светот за да најдеме кој е решението. Така да има нешто кој и прифаќаат, значи дефинитивно, исто и за таа компирова златица, пошто сите знаат дека оваа година ја имаше, пошто ја доста време помина во Грција и нема време, значи многу да се да поминувам таму. И кога видов дека јас сум ја го решила проблемот, значи не знам колку луѓе не ме прашаат добро со што ги прскаш. Во суштина сам маслото од нив. Мада и пелин ставив натре, ставив и бозел и сите тие работи, она што се знам дека може да функционира. Ја гледам да направам една синергија, така работам и у козметикава, за да можам да бидам сигурна дека ствари ќе имаме некој ефект. И мислам дека кога користиш такви природни средства, разликата од тоа што кога користиш хемиски средства е дека еве дури да ставиш, не знам, повеќе бозел, нема да има некои катастрофални последици. А во хемијата, ако претераш со некој елемент, може се да уништи дури и самата култура. А вака пробуваш, функционира, не функционира, гледаш. Прво луѓе во пијат нели сок од бозел, друго Да. ја чај стално пијам, пошто не сакам многу шеќер. Чај пијам од бозел, а у суштина бозелот е еден од добрите имуномодулатори, поготово кога станува збор за белодробните заболувања. Така да, што можеме да му наштетиме у суштина на еден плод, можеме одма истиот ден всушност и да го јадеме. Производството на храна по пермакултурен принцип е од што видовме сега се што ни раскажа, потешко, помакотрпно, поспоро. Од каде трпението и дали мислиш дека, односно дали имаш сознанија, дали овој принцип функционира и за поголеми количини на храна, бидејќи сепак еве за тебе, да речам на некој начин експеримент кој ти успева и сигурна сум дека ќе успева уште повеќе како што имаш повеќе знаење, меѓутоа некој што ете сади култури за да преживее, нема толку време, можеби или средства за да се занимава со сето ова. И верувам дека многу од луѓето што ќе го гледаат подкастов ќе речат дадеме како имаш време и пари, ќе се занимаваш таму со експерименти, меѓутоа што да правам јас, што треба да се прехранам. Значи, не можам да кажам дека барем од искуство можам. Сега зборувам од искуство. Постојат у литература податоци кои кажуваат дека тоа може да се спроведе и на големи површини. Меѓутоа, од искуство ќе кажам дека не е лесно, затоа што периодот на трајање, сега ние имаме еден пластеник, дефинитивно, и оноваа година раѓаше до декември, значи имаше и пиперки, патлиџани, до ноември имаше краставици. Меѓутоа, значи, ако тоа е наотворено, дефинитивно, значи, е скратен периодот, едноставно се прати оној природниот биоритам, едноставно е помал периодот, приносот е дефинитивно помал. Меѓутоа, од друга страна, овој тип на храна на запад кошта многу. Да. И се разликува дури и од цената на органската храна, така да треба свесност во Македонија да ја подигаме, да народот прави разлика меѓу она што го купува во, ајде да го кажеме, и во маркетите има нели органска храна, или од она што го купува по конвенционален начин, она што го купува значи како органска храна и она што ќе биде еко храна. Значи ги имаме тие три видови имаме на тие традиционално земјоделство, органско и по природен пат каде не се користат. Мислам дека многу од луѓето не знаат дека и во органското земјоделство се користат одредени видови на средства, хемиски, меѓутоа тоа се некои подобри, понештетни средства кои се одобрени, са не ги знам законите, ама од некои агенции, меѓутоа сепак тоа не е скроз природен начин како што е пермакултурата. Не, се прска, значи таму дефинитивно во помала концентрација, со сосема друг вид значи на препарати кои не ги викаат пестициди и се прска со многу помалку пати. Да кажеме, значи
ако не прска, не знам, дека пиперката таму 42-3 пати Да, се исто прска јас текот некој на 20 пати имам слушнато некои такви бројки. Ја, значи се изненади. Во органското производство, значи она ќе се прска 10 пати Мгм. и со помалку штетни, значи хемикали, да ги кажам. Да. Вамо немате прскање ништо сем со чаеви, со билки, со тревки и значи со природни средства, да ги Мгм. кажам, така да цената е таа која што треба дефинитивно да игра улога. Да. И оној прираз кој што го губи земјоделецот од аспект, значи на ваков тип на производство и маката кој, пазите, ни оној традиционалниот, како да го кажам, значи не е лесен начин, значи они Воопшто сепак се не е мачат, лесен, уопшто тоа да. не е лесно. Он треба да излезе 40 пати да прска нешто. А тука ќе го Да, напрска тоа е 10 време пати. и трошок за самите средства. Така Што е. треба да се купат. А бозелот ќе ја набере поминувајќи куќа, да не кажам шетајки, така го берам ја бозелот, куќето го шетам и ту по околина има бозел и јас ќе си наберам и ќе им го дадам, ќе им го оставам да може тоа да го завршат. Мгм. Така да, значи, се е до организацијата, всушност, и до она што вие како крајна цел го имате. Да. Да, во странство знам и дека дури сега земјоделци што ете на традиционален начин произведувале култури, сега најмуваат експерти во пермакултура и тие им помагаат, нели, за ти си го направила по потешкиот пат, односно сама си седнала да научиш и да испробаш се, меѓутоа како и во други гранки има експерти на кои им плаќаш, ти го поставуваат целиот систем и ти после треба да го одржуваш, меѓутоа не експериментираш 3 години дури да дојдеш до решението. Така што треба да се гледа на подолг рок и мислам дека сега можеби не е нужно тоа, меѓутоа како што ете се менува климата и веќе ништо не може да се предвиди, во еден момент ќе стане потреба, како што станува и со сите други Ќе мора да стане потреба. Да. Затоа што ние ја губиме почвата. У суштина квалитетната Да. почва ние А ја храна губиме. без почва нема. Нема. Значи, Нема друга замена, нема алтернатива. Сакаме или нечеме прво и земјоделците ако ништо друго сами за себе, ќе мора да почнат тоа да го прават, а пошто ја губат почвата, ќе мора да наоѓаат начини како суштина таа почва, значи ќе го вратат животот назад. Иначе ќе доведат до ситуација кога таа почва не може ништо да им роди, Да па ти нека роди. прскат колку сакат и нека орат колку сакат. Да. Да. Да, иако ете долг процес е бидејќи се прска, не знам во колку последните 50-60 години. Меѓутоа, иако е долг процес, сигурно ќе дојде момент на кој се гледа голема разлика во што било претходно и што било сега. Исто така уште нешто што сакав да спомнам е дека она што не може да го видиме е дека овошето и зеленчукот што се одгледани на ваков природен начин имаат поголема содржина на нутритивни состојки. Ова исто, сега не можам да тврдам со сигурност, меѓутоа имам читано дека нели ти купуваш, меѓутоа еден домат да изедеш таков, ти важи колку 3 домати што ќе ги изедеш од супермаркет прскани, затоа што ја немаат истата нутритивна вредност и затоа после ни треба да пиеме витамини, суплементи и 300 други работи што порано не постоеле. Се што внесувале преку храната, затоа што храната била подобра од храната што е денес. Точно е тоа за нутритивната вредност на храната, значи дефинитивно постојат испитувања кои што кажуваат дека спајање одгледа на традиционален начин во споредба со овој на пермакултурен начин има пута 1000 дури до 2000 повеќе нутритивна вредност во однос на традиционалниот. Меѓутоа, кога ќе пробате вкусот на храната, значи тука веќе некојаш кога јадам, не знам што јадам. Ме разбира дали да затварам очи, ја не знам што јадам во суштина. Богат е вкусот. Вкусот, значи е многу битен. Морковот, значи си има вкус на морков. Она што можеби не знам ти, ама ја како дете сум имала можност некојаш да го изедам. Да, исто и јас од баба ми, од дедо ми патлиџани, мислам и сега моите во село садат и не се споредува. Тоа е вкус на патлиџа. Да, значи да, едноставно, значи те враќа во детството, ти прави, значи прво ти покренува емоција во себе и ти покренува чувство на нешто убаво, на нешто безгрижно, значи некојаш како дете кога ти си растел.
Така да ја нема таа замена во суштина и ништо не може да ја замени. Керка ми која денеска има 19 години, значи стално ќе каже што си ми донела ваква салата, има вкус вика на има вика вкус на сјај вика за садови во суштина вика. Купена од супермаркет. Од супермаркет. Неќем да ја јадам. Кој ќе го пробаш доброто, после ја осекаш разликата, ако си навикнат на Кажи му на тиха зелена салата, сакам да јадам зелена салата, он мене мора да ми насади во суштина. Затоа што она не ја сака, едноставно само ја сака салатата која што потекнува од имотот, исто и со крставицата, значи може да се изеде заедно со без да ја лупи во суштина, има вкус на крставица. Се разбираме, да. Така да тоа е она незаменливо. Тој што пробал знае. Да. Не е битна каква е нутритивната вредност, дефинитивно е огромна, меѓутоа вкусот е тој кој што нас во суштина ни ги задоволува сите можни сетила. Да. Точно така. И за него вреди во суштина целата да мака се направи напорот. Така е. Да. Кога се видовме ние пред 2 години, запамтив едни ваши зборови, не знам дали ти или Фросина ги кажавте, меѓутоа ми остана во глава затоа што беа на кумановски, и кумановски ми е еден од најинтересните македонски дијалекти. Ќе ја прочитам. Кажавте, подобро е да го једеш наш сапун, него патлиџан купен од супермаркет. Така е. Ова онака цело време, мислам, ми текнува од време на време и си се смеам. Што сакавте да кажете со ова? Сега малце преминав тука на козметиката, немаме многу време да навлеземе длабоко, меѓутоа, ајде накратко вака. Значи, сакавме две работи, значи, да кажеме, тоа е изјавата на Фроси, дека оствари нели она, ја ќе ја повторам, подобро е да го едеш наш сапун, него да го едеш патлиџан купен од супермаркет. Прво затоа што тој патлиџан е прскан, прво значи содржи потенцијално, ајде да ги кажеме, штетни материи за организмот, од друга страна го нема вкусот, ја нема нутритивната вредност. И тоа е она кое што сакаме, значи да го истакнеме. А од другата страна, сапунот, како еден од дел од нашата игнеја козметика, е дека всушност он е направен со ладно цедени масла и путери и е далеко, значи, поздрав за употреба, да кажам, значи, во однос на традиционалните мас медија, значи сапуните кои што се работени. Да. Што всушност содржат козметичките производи што може да се најдат на рафт во супермаркет? Ева вака глобално кои се тие состојки за кои е докажано дека се штетни, меѓутоа се уште може да се најдат во стандардните козметички производи? Се наоѓа, дефинитивно, веќе ќе спомнам неколку од нив, парабеноците, нели го знаат, сулфатите, лауратите, не знам, значи пег, мек, сите оние содржини кои што се спомнуваат. Ама она што сакам, нешто што ми остави впечаток, многу почнав да работам со клиентите, значи што тоа не го работев, значи порано. У последни, значи неколку 4-5 месеци се среќавам со нив и доста, значи, разговарам. Она што го приметувам дека се многу запознаени со потенцијално штетните, значи, материи. Меѓутоа постои една работа која се вика кај нив компензација, сакаат многу брз ефект. Тука сакам, значи, јас нешто, значи, да кажам, пошто се знае дека постојат потенцијално штетни материи, кажавме дека они се апсорбираат, значи, преку кожата, кажавме дека може да се детектираат во крвта. Она што важеше порано за овој тип на козметика која нели игнеја го има е дека дава одлични резултати, меѓутоа на долги стази. При прва апликација, прва, втора не се приметува, значи да кажеме некоја промена. Резултати за какви проблеми за кожата, значи не е битно, нека биде, значи, да биде мазна, да биде мека кожата, да биде нежна кожата. Значи не мора да кажеме дека тоа е нели проблематична кожа, акнозна или не знам, со дерматит, пошто тука веќе медицината игра голема улога. Ние, значи, козметиката е за нека. Козметиката не е нели нити за терапија, нити за било каков, значи, терапевски ефект, она е за нега како поддршка доаѓа, да кажеме, на медицинскиве препарати. Сега, значи, тука беше работата така и јас и сум учела и на факултет и на обуките у Хрватска кога бев, дека у суштина разликата е во тоа што и треба време на органската козметика да даде, значи, свој ефект, да се почувствува кожата да биде здрава, сјајна, исхранета, за разлика од конвенционалните, кои што ефектот на нежност, на мазност, да кажам, го даваат одма при првата апликација. Меѓутоа, со текот на време,
тука Се веќе намалува квалитетот. се намалува квалитетот, се губи, Кожата. значи, како здравиот изглед, сјајниот изглед на кожата. Тоа што, значи, И ствари тоа те тера ти уште повеќе да го користиш производов за да ја санираш моментално штетата. Да, чарабната реченица кој ние македонците, значи ја кажуваме, ама верувам дека и во светот е таква, е дека кожата ми се навикна на кремата и јас сега треба да ја сменам. Нема навика на кремата. Значи ја гледам дека луѓе кои и гнеак леда крема користат веќе и 3 и 4 години, односно од самиот старт и почеток која ја стави во функција или за помош на еко проектот, у суштина нема навика кај нив. Значи они ден денес ја користат, кожата изгледа нежно, здраво, сјајно. Едноставно проблемот е тоа што у глобала кожата дехидрира. Секогаш кога ќе разговарам ќе ми кажат кожата ми е сува. Светската статистика кажува дека од сите луѓе кои кажуваат дека кожата им е сува, 96% е дехидрирана. Само 4% на вистина кожата е сува и тоа е тип на кожа која што човекот има од детство. Што Значи, ја дехидрира кожата? Она што го спомнавме. Значи, парабените, вештачките бои, вештачките мириси, вештачките Претпоставам исто на долг рок, средства. како е еднаш, два пати или не знам, еден период користиме. Не е страшно, да Да. кажеме, не е страшно, меѓутоа што се случува, значи со кожава, ја ќе пробам онака народски на кратко да кажам, значи Да. што у суштина доаѓа тука. Ние она што народот го знае се трите основни градбени компоненти, а тоа е хиалуронот, го знае колагенот, го знае еластинот и тоа е она што се среќава, значи денеска во козметичките продукти. И не случајно, значи, они се ставени како такви таму, меѓутоа, благодарение основната, да кажеме, на хиалуронот, што е? Да он, уствари, ја хидрира кожата. Он како ја хидрира, он, пошто се наоѓа во внатрешноста на кожата, дури 1000 пати влече вода повеќе од неговата маса, така да он го дава оној тонус на самата кожа. Колагенот ја дава цврстината на кожата, еластинот ја дава еластичноста. А овие состојки ги нема во, пример, крема за лице од супермаркет? Меѓутоа, што се случува? Значи, кога ние аплицираме крема, да кажеме, кој што ги содржи овие пропратните компоненти на вештачки бои, мириси, Парфеми, конзерванси, не знам, емолиенти, всушност, значи, како ги ние, кажеме, се абсорбира така, значи, тоа ќе се најде внатре, не само во крвта, него во самата кожа. Кожата, заедно со бубрезите и гастроинтестиналниот тракт, односно црниот дроб, учествуваат во детоксификација на организмот. Така да тоа е една од основните улоги на самата кожа. И како тоа да го прави? Треба вода. Се потиме. Точно се знае каде се најмногу лоцирани потните жлези, меѓутоа потните жлези ние ги имаме во кожата секаде. Ги имаме и на лицето, се потиме, на лицето се потиме. Да, Тоа па е- не ставаме дезодорант. Па не ставаме дезодорант. Ама тоа е начинот на кој што кожата ги изфрла штетните материи, а она ги препозна во овие материи како страни и како штетни. На тој начин она ја губи, значи, водата. Хиалуронот е шеќерна молекула која што тоа е еден процес да она од 24 часа е некаде незиниот животен век. Постојано се создава, значи и се разградува во нашиот организам. Така да Значи ние природно ја имаме, природно ја имаме. Значи меѓутоа колагенот природно го имаме. после одредена возраст се намалува количината. Опаѓа. Меѓутоа, што и правиме ние на кожава? Ние у суштина поради тоа што кожата мора да ја користи водата не за да дава тонус и за да нормално бабри хидрогенот, хиалуронот, она вствари водата ја троши за да може да ги остани штетните материи со козметиката. Значи не само со загадување и со стресорите од околината, него и она што ние го да надополнуваме. Хиалуронот, организмот е совршен систем, нашиот организам. Нема потреба толку хиалурон. И он забрзано опаѓа. Што мон ќе опадне, ја немаме таа тој тонус, ја немаме таа хидратација внатре во кожата. Колагенот станува крут, еластинот станува крут. Едноставно нашата кожа го губи сјајот, го губи, значи, здравиот И во изглед. Тоа да речам помагаат Да. производите, да. Јас имам среќа да имам добра кожа, да мислам добра кожа, што мислам не проблематична Генетски. кожа, да. И толку ме фаќа паника кога ќе се зборува за, не знам, рутина на кожа, не знам што, јас користам само еден-два производи едноставни од козметичар, не користам ништо од супермаркети, секогаш ме фаќало паника затоа што
брендовите ти ја создаваат таа потреба дека ова ти треба и ова и 10 различни производи, а ти како што кажуваш, самото користење на тоа производи ти прави уште производи да ти требаат. Така е. И верувам дека има луѓе со попроблематична кожа што навистина им треба да користат различни производи, меѓутоа мислам дека сите треба да се консултираме барем еднаш со козметичар или еве со некој како тебе што се разбира од проблематиката и не само да продаде, туку и навистина да помогне за да се реши проблемот кој постои, за да знаеме што треба да користиме за нашиот тип на кожа. Јас одам по принципот less is more. Yes for less. Yes for Токму less. за тоа. Да, во суштина yes for less. Да. Така е. Значи тоа е мојот принцип и кога ја работам козметиката и кога развивам било каков препарат. Не ставам премногу, значи внатре препарати, она што не одамна, значи се случи, не знам дали ги знаете, Free from Skincare. Значи, они даваат некои награди, тоа е, мислам дека е од Велика Британија, од Англија. Значи, така ги одредуваат, значи, квалитетот на препаратите, според тоа колку ти си успел да постигнеш мазивост, абсортивност, стабилност, а при тоа да имаш задоволителен или ефект, тоа што ние го очекуваме, со исфрлање на поедините состојки од конвенционалната козметика. За жал ние се разбравме дека не сме грци, па не може да конкурираме. Меѓутоа леда беше и како кремата леда еден од тие кои што навистина може да се најдат таму. Ама условот е да бидат достапни на англискиот и на ирскиот пазар. Да. И така да, пошто бидна дека не сме грци, или поентата ми е, значи, кога ќе ги отворите нивната веб страна и кога ќе видите условите за конкурирање и за апликација, ќе видите дека многу од оние компоненти кои нормално се наоѓаат во органската козметика се потенцијално штетни. Може да бидат употребени, ама тој кој што ќе успее да го замени, а при тоа да го сочува квалитетот на препаратот таков како што треба да биде, оди на скалилото погоре. Така да, во суштина, тоа е поентата по која јас се водам. Едното е, нели, yes for less. Принципот вториот е, нели, организмот ни е 70% вода, а само 30% останати материи. Значи се водам и по тоа да една наша крема има 70-30, затоа што хидратацијата е основата. Јана, фала ти многу за се што сподели денес со нас. Уште нешто морам да кажам за тебе и за Фросина, што беше порано дел од овие два проекти. Кога ние зборувавме прв пат со вас, мислевме дека имате 20-30 години, затоа што тој дух, нели, за промена го носите во себе, иако, нели, сте да речам во години, иако сте се уште млади, меѓутоа, нели, обично промените доаѓаат од помладите и јас премногу се радувам што има луѓе како вас, што ете мислам, сватиле дека никогаш не е доцна за промена и си нашле нова занимација и цел во животот. И се надевам дека ќе мотивирате што повеќе луѓе за да направат промени како вас. Да, тоа ми е и целта. Значи, не само у пермакултурата, некојаш знаат у козметикава да ме прашаат добро, луѓе во кои се разбираат, зашто ги продаваш толку ефтино. Во суштина целта ми е да можат што повеќе луѓе да привлечам и да се префрлат да користат здрава козметика. Не мора да игнеја. Нека биде било кој друг бренд, меѓутоа, значи, да можат да ги почувствуваат бенефитите на кожата. И ако порано важеше дека не се гледаат одма ефектите од ваков тип на козметика на кожата, ние денеска ги рушиме тие стереотипи. Така е. Значи, веднаш ќе се почувствува, значи, разлика. Фала ти, Јана, и ќе зборуваме на уште теми и подлабоко во овие теми во некоја наредна прилика. Ви благодарам што ме викнавте да бидам ваш гостин денес.